Во овие информативни материјали содржани се корисни информации за граѓаните како поефикасно да ја користат електричната енергија и на тој начин да ја штедат. Ке наведеме неколку корисни примери. Одржувањето на температурата на 22 степена наместо на 25 степени заштедува до 10% електрична енергија. Краткото туширање заштедува вода, струја и пари на вашата сметка. Ова се неколку навиду мали промени, меѓутоа ако ги применуваме сите, ќе имаме голема корист и ќе имаат големо значење за енергетскиот систем. Според некои експертски анализи, доколку се почитуваат овие и други препораки, може да се заштеди електрична енергија и до 50%. Не, ова не е сатира. Ова се само дел од препораките за домаќинствата за штедење електрична енергија. Веќе еден месец овие препораки се објавени на страната на Министерството за економија. Но, за нивно спроведување, владата побара помош од сосема неочекувано место, односно верските заедници во Македонија. Конкретно, поповите и оџите треба да ги промовираат препораките за време на богослужбите во црквите и џамиите. Но тоа не е се. За следната сабота е закажана нова сесија екзорцизам со Константин Кајшаров. Направивме мала пародија за обседнатите од консумеризмот. Да видиме како помина вчерашната сесија за истерување на расипничките недомаќински демони кои ги обседнале луѓето да трошат струја како досега.
вярвай. Пари, 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 се обсесија. Живот, 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 на вересија. Пари, 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 се обсесија. Живот, 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 на вересија. Даноки такса, депресија. Кога се криеш? Инспекција. Компензација е права ствар. Кога нема пари, и тоа е кјар. Изминаа 7 години од последните студентски протести. Каков е ставот на владата за студентските протести и кој е одговорот на барањето на студентите за подобри услови во студентските домови? Пред да го слушнеме одговорот, да видиме какви се условите во студентските домови, низ директно сведоштво на студент сместен во студентскиот дом Гоце Делчев. Здраво, јас сум студент 4-та година на Финки, престојувам во студентскиот дом Гоце. Како што знаете, веќе оваа година почнаа со рестрикции заради енергетската криза, но не се издржува. Не се проблеми само рестрикциите што се со лифтови или пак туку проблеми со храната, количината на храната и така. Нема денови без грејање, но периоди од денот кога баш ти е најпотребно да има грејање, тогаш нема. Исто така топла вода нема после 11 часот до 7 наутро. Лифтовите работат од понеделник до петок од 7 наутро до 8 вечер, а викенд само од 16 до 22. Најприоритетна е исхраната, после тоа лифтовите и грејањето, да се укинат рестрикциите, да може да се користи лифтот, да може да се користи во соба и решо. Сепак мислам дека не е некоја голема потрошувачка да користи секој студент по едно решо, тој нема да се грее цело време на него, туку ќе сготви исхрана. Барем тој што не му се допаѓа исхраната во менза ќе може да се изготви сам. Најчесто тоа го правеа до лани, но студентите на оваа година е забранете ми. Студентите се иднината на Северна Македонија и тие мора да се вклучени во процесите кои што директно или индиректно ги засегаат. На вистина, на младите останува иднината, на рестрикции и штедење. Очигледно, од студентите како прогресивна сила се очекува да бидат пред останатите во исполнување на препораките. Додека трае јавната дебата по повод одлуката на Уставниот суд за одмрзнување на платите на функционерите, веќе градоначалниците и претениците добија повисоки мартовски плати. Покрај верските празници, причина за богата трпеза се искорешните покачувања на пензиите, на минималната плата и на платите на функционерите, односно на избраните и именувани лица. Ке се обидеме да ја претпоставиме празничната атмосфера во двата табора. Meni mi se jade,
Вториот проблем е за почитување на колективните договори. Јавноста мора да биде запознаена дека во секторот образование наназад години не се почитуваат колективните договори. Најниската плата за најнизок степен на сложеност во моментов во секторот образование изнесува 12.000 денари во нето износ. А сите сме свесни дека минималната плата во државата е 20.175 денари. Кога станува збор за просветните работници, тогаш изрекате стално дека нема пари, дека државата е во криза, но видовме како експресно најдоа начин да си ги зголемат платите нивни, државните функционери за 78%, експресно ја стапи во сила одлуката од Уставен суд, но кога станува за нивните плати, тогаш законот е закон, велат и мора да се почитува. А кога станува збор за просветните работници, тогаш секогаш сме ние ставени последни на маргините, не се почитуваат колективните договори во делот на додатоците, платата доцни константно во последниве 20 години не е никогаш исплатена во законски предвидениот краен рок и поради тоа ние денеска сме тука и најавуваме дека доколку нема слух и радикални промени не настанат во брзо време во страна на Министерството за образование и наука и по однос на воспитно-образовниот процес и по однос на работничките права. И доколку не се укинат сите екзибиции кои што се најавуваат, ние како независен синдикат останува само да го засилиме темпото и што повеќе колеги да повикаме за порадикални синдикални чекори. Додека пратениците инкасирале, граѓани протестирале пред Уставниот суд и барале повлекување на одлуката. Дали е тоа вистинската адреса на протест, треба да го сослушаме главниот виновник за функционерите и јавноста, а тоа е Уставниот суд. Во овој предмет пред Уставниот суд не беше поставено прашање за висината на платите, ниту за одредување на пресметки и проценти, туку се бараше оцена на уставноста на конкретни одредби од Законот за плати и други надоместоци на избрани и именувани лица. Имено, Уставниот суд не е орган кој одлучува за зголемување или намалување на плати, или одредување проценти и пресметки, туку единствено оценува уставност на оспорени одредби, па согласно ова, погрешно е и неосновано тврдењето дека со своја одлука судот зголемил или намалил плати на именуваните и избраните лица, зашто неспорно е надлежно собранието преку донесување закон, каков што е впрочем законот во кој беа содржани укинатите одредби. Не постои сектор каде што платите би пораснале, каде што платите растат за 78%. Платите обично растат, во најдобар случај се коригираат за степенот на инфлацијата. Значи ние овој период практично да нема реален раст на платите во било кој сектор. Род, благодарам. Во собранието уште утре може да се поднесе предлог закон за измена на Законот за плати и надоместоци, што би го анулирало ова зголемување од 78%. И тоа може да се направи преку утврдување фиксен износ на основицата, преку намалување на коефициентот или преку промена на самата основица, а тоа е просечната плата. Се останато е изигрување Робин Худ или правење на тошо. Божем, одлуката на Уставниот суд е Божја заповед за покачување на платите на избраните и именуваните лица. Еве конкретен предлог. Треба да се поднесе предлог закон за измена на Законот за платите и надоместоците на избраните и именувани лица, со кој ќе се промени основицата и истата наместо со просечната да се врзе со минималната или средната медијална плата. Од утре рефлекторите се свртени спрема собранието. Трката може да започне веднаш.